Однесувањето кон жените, начинот на кој се обраќаат луѓето кон нив. Во последно време повторно е во фокусот по несреќното интервју на новинарот Латас и јутјуберот. Ова дело заврши во обвинителството. Овие луѓе ќе одговараат за ширење на ксенофобија и како беше на делото понатака, меѓутоа ја разбуди јавноста во тоа како ги третираме жените, како ги ословуваме жените, како одредени мажи се однесуваат кон сексот и жените како предмет чисто во сексот. Меѓутоа има уште една поважна работа. Сите жени, а и мажи, да бидеме реални, во еден период од животот се почувствувале непријатно. Некој им се обратил со недолични зборови, добиле недолични пораки и не можеле, не знаеле како да се носат со тоа. Некои луѓе едноставно си земаат за право да бидат непристојни кон спротивниот пол. Меѓутоа, за прв пат во Македонија, од петокот, по долго време искуство во Западот, нови дела поврзани со сексуалното вознемирување во Македонија стана кривично дело и официјално. Што тоа значи? Тоа значи дека, грубо кажано, секоја вулгарност, вулгарна порака на Facebook може да ве однесе во затвор со новите дела. На оваа тема во студиото имаме човек кој што ќе може да говори за тоа како овие дела треба да се процесуираат, како овие луѓе да одговараат, што е дело, а што не е дело. Да бидеме реални, не па секој ќе може да пријави, чисто за да му се освети некому. Затоа во студиото ја имам обвинителката Спасенка Андонова од Основното јавно обвинителство Скопје. Ова е прекрасна вест, затоа што можеби ќе упати малку порака и стравка и оние кои што досега ги злоупотребуваа социјалните мрежи, јавниот простор за секако вид на сексуално злоставување. Ајде прво накратко, кои се новините? Што е се ново? Демнењето е ново, друго и сексуалното злоставување? Пред се, добар ден, благодарам за поканата и навистина ова е одлична можност, временско добро поклопување да после веќе влегување во сила на овие измени на одредбите од Кривичниот законник да прозборуваме за тема која што секогаш буди соодветна, да речам, реакција во јавноста. Зборуваме пред се за сексуалната деликвенција. Можеме да кажеме дека општата слика за тој така наречен агресивен криминалитет во многу ја сочинува токму оваа сексуална деликвенција, препознатлива под термините силување, полово злоставување на деца, педофилија, детска порнографија и слично, и токму заради последиците, првенствено по жртвите, меѓутоа и заради бруталноста најчесто во појавните форми, предизвикуваат внимание на јавноста, меѓутоа од друга страна создаваат и потреба и на соодветен одговор од страна на законодавството, меѓутоа и од страна на професионалците, пред се мислам на оние кои што ги работат овие предмети. Овие новини може би се веќе со некакво задоцнување со оглед на тоа што се сепак резултат и продукт првенствено на динамиката и на промената во поглед на начинот на извршување на многу од овие действувања кои што се препознаени како негативни противправни поведенија. Меѓутоа, во голем дел се на некој начин и резултат на обврските кои што државата ги превзема со потпишувањето, но и дополнително со ратификувањето на Конвенцијата на Советот на Европа за превенција и заштита на жените од родово базирано насилство, вклучително и домашното насилство, кои што одредби сами по себе ја наметнаа и обврската на државата да направи соодветни промени во националната легислатива. Тие промени следеа во повеќе закони, кои што се многу блиску до оваа материја. Законот за превенција и заштита од семејно насилство, законот за еднакви можности на мажите и жените, законот за спречување и заштита на дискриминација, законот за семејство, законот за заштита на децата, меѓутоа пред се најголемата ми се чини промена во овој дел се направи токму во Кривичниот законник. Не случајно во овој закон постои една посебна глава која што е сочинета од сет на кривични дела кои што се насочени против половата слобода и морал, токму во насока да се заштитат интересите пред се првенствено на поединецот, меѓутоа и на општествените интереси како резултат на ваквите действувања и појави. Досега кривично дело беше само доколку имаше физичко силување и така натака. Сега веќе ова е малку поширок поим. Она кривично дело кое што е препознатливо по терминот силување претходно беше резултат на еден комплекс на действија, правнички кажано употреба на сила и закана и облјуба и присилба, меѓутоа
сите овие промени, овие динамични промени кои што се веќе евидентни во однесувањето во праксата, меѓутоа и внесувањето на вистинскиот дух и природата на конвенцијата како меѓународен документ, познат како повеќе препознатлив како Истанбулска конвенција, наметнаа потребата да се изврши промена токму и во тој дел. Тоа значи дека сега веќе се менува не само називот на кривичното дело, кој што не содржи само силување, туку го содржи терминот полов напад. Тоа значи, еве чисто јас лаички, исправете ме ако грешам, дека некогаш може би жртвата да успее да избегне физичко силување, меѓутоа све водело кон тоа таа успела да побегне. Досега тешко можеше да го обвини човекот, сега може. Непочитувањето на нејзината јасно изразена волја на несогласност. Так. Еве така ќе употребам таа терминологија. Досега можеби не беше препознаена во таа форма како што законот го бараше, но сега веќе со овие измени она речено не од жртвата да биде навистина испочитувано како еден од препознатливите облици преку кои што може ова дејствие на кривично дело да биде препознаено и извршено. За поздравување, уште една промена во рамките на оваа законска одредба е тоа што досега евидентно е дека постоеше половиот напад и силувањето и помеѓу сегашни партнери, брачни партнери, меѓутоа тоа нигде не беше, така, не можеше да биде се брачни партнери не може да го класификуваат како силување. Сега веќе со овие измени токму во оваа законска значи, одредба, сопруг може да силува. Токму така, значи се дава веќе можност. Законски се дава можност жртвите тоа да го пријават, да го препознаат, да го пријават, а секако тоа да процесира, да процесира и соодветно постапување на институциите. Так. Не е само ова кривично дело, да се надоврзам, веќе ме прашавте, измени има и во поглед на воведување на уште две други нови кривични дела. Може би еден од познатите предмети кој што беше долго време предмет на јавно, да речам, обсервирање, познат под името јавна соба, дополнително го иницираше да овој подсетиме процес. само накратко се извинувам, јавна соба беше група на Телеграм каде што се објавува непристојни фотографии од девојчиња без нивна согласност. За многумина беа делени телефонски броеви, адреси на живење, така натака. Токму тоа беше повод и причина да се иницира побрзо внесувањето на ново кривично дело, сега веќе препознаено по терминот демнење. Демнење како форма и облик на насилничко однесување постоеше како еден од поедните облици во другите закони, меѓутоа не и во кривичниот законик. Така што сега веќе со неговото воведување се создаде една можност, една законска основа за практичарите да можат ваквите действувања соодветно да ги препознаат, да ги подведат под соодветна правна квалификација и во таа насока нели доказите да бидат собирани и селектирани и на таков начин презентирани во една судска постапка. Знам дека обвинителите не сакаат хипотетички да говорат, меѓутоа мораме ве чисто на гледачите да им објасниме во случајот со демнењето. Што би било доказ дека некој ве демне? Доколку јас сакам да пријавам, да поднесам кривична пријава до обвинителство дека некој ме демне, на што треба да мислам да обезбедам за да би ја улеснила работата на обвинителите? Хипотетички пример од таксативно. Ако се разгледа и се анализира битието на ова ново кривично дело, ќе се види дека започнува со терминот повторено. Тоа значи дека повеќе од еднаш. Треба да е нешто како действие препознаено кој што би водело кон следење, прогонување, значи на некој начин навлегување во нечи личен живот. Тоа може да биде направено преку различни средства за комуникација, со злоупотреба на личните податоци, преку средства за комуникација со цел оној кој што тоа дело го прави, да создаде едно чувство на вознемиреност, на страв кај жртвата, кај лицето кон кој што овие действија се насочени, токму користејќи ги сите овие средства. И оно што е битно во оваа ситуација е навременото пријавување со цел да токму овие доказни елементи да бидат обезбедени. Ако се средства за комуникација, потребно е обезбедување навреме на начинот и средствата преку кои што се воспоставил тој контакт. Значи обезбедување на линковите, IP адресите, се со цел нели да се дојде до вистинскиот сторител на ова кривично дело. Особено ако е тоа во повеќе наврати, како што тоа го бара и законот, потребно е да се документираат сите тие наводи и тие наврати, така е, да се проверат и да се поврзат со
конкретните последици кои што треба да бидат евидентни кај жртвата, она чувство на загрозеност и вознемиреност. Така. Инаку, ако нема последица, тогаш ќе нема и пријавување. Така. Сите овие жртви на следење стокинг, што го велат американците, го има и по филмови, вообичаено тоа трае кај нив, додека да станат воопшто и тие свесни дека некој ги демне. Претпоставувам дека во случајот кога се работи за SMS пораки или мейлови или така, тоа е лесно докажливо, меѓутоа еве прашање чисто да ги информираме жените, па и мажите кои што може би се жртви на жени, да, има и жени кои што тоа го прават. Каде треба да пријават? Веднаш поднесуваат пријава во обвинителство или прво треба да се обратат до МВР? Која е процедурата при ваквиот случај? И дали воопшто има или? Да, ограничување во тој дел нема, значи што секој од лицата кои што смета дека представува жртва на вакво сторено кривично дело, има можност тоа да го пријави во Министерството за внатрешни работи, во соодветниот сектор кој што се занимава со оваа проблематика, меѓутоа не пречи тоа да биде пријавено и во јавното обвинителство. Знаете, јавното обвинителство работи 24/7, има и дежурни обвинители, така што во ситуација ако сакаат да ја заштитат на некој начин повеќе својата приватност, можат и во обвинителството тоа да го пријават, а секако понатаму обвинителството ќе си ги следи согласно Законот за кривична постапка, начините, механизмите како тие докази ќе ги обезбедува. Значи може да имаат начални докази да дојдат кај вас, а дополнителните докази да се прибавуваат и попат, односно добро, тоа е одлично затоа што жените обично не знаат или мажите, лицата не знаат што треба се да обезбедат. Да, битно е да се пријави. Лицето не би знаело, пријавителот не би знаел. Битно е навреме да се пријави. Знаете како, секој на пријавување кој што е навремено создава еден временски простор и можност да се обезбедат што е можно повеќе докази. Доколку пријавувањето е многу подоцна, значи таа временска дистанца си го прави своето, се создаваат многу потешкоти токму во делот на прибавување на докази. Затоа и навременото пријавување, препознавање и навременото пријавување веќе носи еден процент на можност, на зголемена можност на обезбедување на докази. Обвинителството има начин и механизам како сето тоа да го обезбеди. Законот дава можности да, доколку жртвата се почувствува навистина загрозена, да овозможи активирање на процесни механизми на заштита. Имаме одлична соработка и со меѓуопштинскиот центар за социјални работи, но и со Министерството за внатрешни работи, со оделите кои што можат да формираат координативни тимови со цел да се обезбеди поголема заштита на тие жртви. Така што во никој случај веднаш по пријавувањето, во фазата на прибавување на докази, жртвата не е оставена сама. Баш напротив, значи цело време се работи на незината заштита, паралелно со обезбедувањето на доказите кои што се потребни за да може да се оформи еден предмет кој што ќе има во себе квалитетни докази, затоа што овој закон подразбира и соодветно почитување на соодветни стандарди во поглед на квалитетот на доказите кои што треба да се обезбедат и пласираат пред судот во секакво разумно сомневање. Да не се случи некоја жена да обвини некого чисто да му се освети, има и такви случаи, па да пријави дека нема реални докази дека тоа се случувало, па некој да настрада, нели? Опасноста од лажно пријавување за секој вид на кривично дело постои. Токму затоа и јавниот обвинител кој што постапува, токму тоа сакав да ви кажам, постапува по таквите пријави со исклучително зголемена внимателност, секако во цело време над неговото постапување го почитува и начелото на презумпција на невиност. Меѓутоа барањето на доказите и прибирањето на доказите може да влијае нели временски и на постапката, но и лажното пријавување секако представува кривично дело, така што тоа секако стои како веројатност со која што би можел да се соочи оној кој што лажно евентуално пријавува сторител или дека е сторено кривично дело. Така. Кога сме кај демнењето, порано имаше случаи низ Македонија, велеа го пријавувам бившиот сопруг, бившиот дечко, меѓутоа ми велат додека не дојде, не ми удри шамар или не ме убие, не може да реагира полицијата. Дали тоа сега со ова дело исто така ќе влезе кон ова демнење? Имаше милион случаи каде што пријавувале жени дека се проблем со бившите сопрузи или бившите партнери и на крајот кога ќе се случи најтешкото кривично дело, убиство или така се дознаваше дека пријави имало, ништо не е сторено. Дали сега ќе можат овие жени преку овие измени да најдат малку посериозен однос од институциите? Воведувањето на овој облик на кривично дело веќе создава една добра основа и за практичарите, затоа што претходно отсуството на ваков облик на
вакви несакани поведенија создаваше проблем на соодветно изнаоѓање на правна квалификација која што би ги опфатила действијата на одредено лице. Треба да има физички контакт и точка, да. Во крајна линија во многу од ситуациите доколку се располага со релевантни докази се одеше со една друга правна квалификација, меѓутоа и таа бараше дополнителни, значи докази во насоката на загрозувањето на сигурноста, силата, заканата и слично. Сега веќе со воведувањето на овој облик на овој начин на противправно однесување, мислам дека ќе се опфатат многу од тие состојби кои што претходно не наоѓаа соодветно покритие во легислативата. На тој начин ќе се спречат и потешките кривични дела, нема да дојде, нели? Да. Сакам да прочитам бидејќи да кажеме за гледачите дека ова е нов закон, од петокот е стапен на сила, тазе, така. Новиот член 144 демнење вели дека тој што повторено, неовластено ке следи, прогонува или на друг начин се меша во личниот живот на друг, или со него воспоставува или настојува да воспостави од него несакан контакт со движење во просторот каде се наоѓа тоа лице, значи дури и обидот за несакан контакт е исто така предвидено во законот, со злоупотреба на користење на лични податоци, користење на средства за јавно информирање или други средства за комуникација, или на друг начин психички го злоставува, вознемирува или застрашува и со тоа предизвикува чувство на несигурност, вознемиреност или страв за неговата сигурност или со сигурноста на нему блиску лице. Значи, сето ова сега има и став 2, кој што вели дека доколку жртвата е дете, значи спрема лице со кое сторителот е или бил во интимна врска, значи или партнер, или спрема дете, се казнува со затвор од 6 месеци до 5 години. Ова е значи сериозно дело и се надевам дека и превентивно ќе влие на оние кои што имат, бидејќи досега демнењето некако кај нас не се од демначите, не го гледа како да прават нешто лошо. Не сум убил, не сум направил нешто, сега со овој случај Бога ми ќе се подигне малку, така. И вели гонењето за делото се презема по предлог. Што ова значи? По допрен глас, слушаме често, по допрен глас, по полиција или само по пријава од жртвата? Значи, не е доволна во ваква ситуација само пријава од жртвата, туку предлогот значи дискреционо овластување на жртвата таа да го диктира поведувањето, иницирањето на постапката, но и понатамошното водење на постапката. Овој начин на иницирање на постапка е препознатливо и кај семејното насилство, кај одредени кривични дела, каде што иницирањето на постапката е по предлог на оштетената страна, односно на жртвата, што значи дека таа може и да иницира поведување на постапка, меѓутоа во секој момент таа располага со предлогот за поведување на постапката, значи може и да се повлече. Тоа е И делото не би продолжило по тогаш службена должност доколку јавниот обвинител нема механизам да продолжи како овластен застапник и овластен. Оставено е најверојатно законодавецот сметал дека како и кај семејното насилство, кај одреден тип на кривични дела сторени при семејно насилство, сепак жртвата е таа која што треба да го диктира иницирањето и водењето на постапката, имајќи ги во предвид, да речеме, во дадена ситуација и релациите и блиските односи. Морам да го споменам овде, веројатно ви е познат светски познатиот случај што го покрена движењето МИТУ за жените, за холивудскиот магнат, кој што излезе информација сега откако е осуден на 23 години дека 40 години имал случаи на напади врз жени кои што му биле починети актерки, глумици и така натака или вработени кај него, а потоа преку застрашување ги терал жените да повлечат пријави, дури и оние кои што пријавувале. Во овој случај, доколку е вакав законот, значи жената ако повлече, успее да ја заплаши еве некој таков мокник, и жената ако го повлече, тогаш ниту државата нема да може да го гони. Не би навлегувала во првичната интенција на законодавецот по поглед на основот за поведување на постапка. Добро, ова се прави да се заштити жртвата, сигурно има одредени веројатно, образложени аргументи зошто се оди со поведување на постапка по предлог на оштетена на жртва. Така што верувам дека можеби треба да оставиме време на праксата да покаже дали ова решение како начин на поведување и иницирање на одредена постапка токму за ова кривично дело е добро или пак ќе треба некоја промена во тој дел. Така еве и во Америка сега се менува да дури судот официјално им дозволи на сите оние жртви кои што склучиле договор со него да не
говорат за настанот, им дозволи да говорат за настанот, односно ги прогласни за ништовни тие договори, така да и таму се менуваат работите, веројатно Да оставиме така, да оставиме на времето и на праксата, затоа што сепак се сосема нови облици на предвидени кривични дела, така што досега и пракса во тој дел немаме. Најверојатно ќе помине време, ќе се соберат одредени статистички податоци, ќе се направи анализа, па доколку има потреба може да се направи и одредена измена и во тој дел. Секако аргументирано. Она што мене најмногу ме радува во овој закон е делот, јас ќе го кажам малку новинарски понародно, вие сметам дека нема се сложите со мене како обвинител. Вулгарните пораки на Facebook од сега ќе бидат казниви, односно може да се оди во затвор ако претирате со вулгарности во месенџер на Facebook. Јас ова така го толкувам, тоа е полово вознемирување, исто новиот член 190а, кој што вели тој што со вербално, невербално или физичко дејство, како и преку користење електронски средства на комуникација, имаат директно или индиректно, реално или символично значење на наведување на непристојна понуда, намамување, изразување сексуална страст или друго дејство кое јасно потсетува на сексуален однос или други со него изедначени сексуални дејства, и со тоа ќе го повреди неговото достоинство, предизвикувајќи чувство на непријатност, навредност, понижување или страв. Значи, порака на Facebook, леле каква си, јас вака, јас така, или непристојни фотографии, потпаѓа под ова казниво дело, дали сум во право? Па новинарски така кажано, да. Директно кажано, нели? Директно кажано, да. И можеби е и добро така да го кажете, за да биде посватливо и за гледачите, за да биде поприемчиво. Иако ние практичарите сме малку попрецизни во делот на начинот на кој што одредено изразување на став, мислење или наведување треба да биде прифатено за да биде соодветно подведено на оваа норма. Меѓутоа и доволно е да се знае во јавноста дека веќе со овие нови кривични дела треба да се стави еден ред, да се малку поригорозно пристапи кон можноста, кон можностите кои што ги даваат социјалните мрежи и начинот на кој што одредени лица се однесуваат кон други лица, особено кон жените и кон девојчињата. Ова го зборувам затоа што статистички евидентно е дека во поголем број, во поголем процент жените и девојчињата се жртви токму на вакви полови вознемирувања. Користењето на социјалните мрежи дава можност за комуникација, меѓутоа таа комуникација сепак треба да биде на соодветен начин лимитирана со почитување на личноста и достоинството на другата страна. Сега чисто појаснување, многу предатори ги демнат младите, тинеџерите, девојчињата, се представуваат лажно преку интернет, ги наведуваат на фотографии непристојни да им испраќаат, потоа се случуваше во Тетово и уцени имаше со тие фотографии кон девојчето и така натака. Ова под кое дело би потпаднало? Ова е и демнење и сексуално вознемирување? Секој случај треба поединечно да се разгледува и индивидуален е пристапот во зависност од тоа што е пријавено и со кои докази во моментот се располага, така што нешто што е пријавено под едно кривично дело не значи дека за цело време трајање на постапката ќе остане таа правна квалификација. Значи, зависно од доказите кои што ќе се приберат, тоа е нешто што понатаму обвинителот го гради како случај и одлучува кое кривично дело во дадена ситуација ќе биде најсоодветно, адекватно на доказите и како такво прикажано или презентирано пред судот со цел да се добие осудителна пресуда. Сушност, тоа ќе биде главната порака понатаму и за сите други евентуални потенцијални сторители. Добивањето на осудителни пресуди, кои што мислам дека ќе го имаат многу поголемиот ефект, но и дополнителна, во секој случај, дополнителна едукација на младите во начинот на користењето на социјалните мрежи и начинот на комуникација. Дека имаат каде да побараат помош и да пријават така. Ова ве прашував зашто за да можем јас да разберам под кој член од законот би биле казнети ваквите сторители, затоа што во еден член од законот 191 вие ми потенциравте дека тоа се однесува на подведување, а не на сексуално вознемирување, подведување на проституција, вели дека ќе се казни со затвор најмалку 10 години. Во овој случај јавна соба не подведува, не потпаѓа да речеме под ова организирање. Пошто овде се вели тоа што организира вршење на делата од ставовите 1 и 2, меѓутоа се мисли на членот 191, а тоа е подведување на проституција, фактички. Значи само за тоа се однесува до 10 години казна. Значи измените се во законот се секогаш такви да се потенцира во кои
член, во кој став, во кој дел се врши измената и можеби на прво читање е збунувачко, меѓутоа мора да се знае примарниот член за да се знае на кој дел се однесува измената. Колку ќе се казни за полово вознемирување? Еве некој што ќе докажете дека ви испраќа недолични пораки преку социјалните мрежи, го докажете, го документирате делото, пријавите, да речеме, која е казна тоа, дали се однесува од 6 месеци до 3 години? Дали е тоа? Ова член 190, како? Членот 190 половото вознемирување е содржано од два става. Првиот став, казната, законодавецот сметал дека е соодветна на действијата и тоа е парична казна или затвор до 1 година, додека ставот 2 веќе е малку построг во тој дел, затоа што веќе дава друг опис и позиција на сторителот и на жртвата и тогаш веќе казнивоста е подигната на повисоко ниво и затоа е тоа е предвидено од 6 месеци до 3 години како казнивост на ваквите действија. А инаку чисто ако остане на Facebook пораки, да речеме, докажани, тоа е казна до година затвор или парична казна, нормално ако има повратници, повторници. Сето тоа влијае во поглед на начинот на постапување, но ако и предметот излезе пред суд, секако судот ги има во предвид повторниците, особено за слични или за исти кривични дела, тогаш веќе и санкционирањето подразбира малку повисоко одредување на казна, токму со цел да се овозможи таа првенствено специјална превенција, потоа и генерална. Ке прашам, претпоставувам дека има начини, но еве ке прашам, многумина од социјалните мрежи користат лажни профили, немаат свое име, своја фотографија и така натака. Претпоставувам лесно е да се докаже доколку обвинителството го превземе случајот во своја рака, кој стои зад недоличните пораки и така натака. Има начин тоа да се докаже? Има начин. Секогаш таквите пријави бараат добра соработка и со соодветниот сектор во рамките на Министерството за внатрешни работи, но и нивно оперативно поврзување ако е Facebook со Facebook. Имате соработка, каква е соработката? Одлична е соработката, иако можеби некогаш временски е потребно да се добијат повратни информации, меѓутоа во секој случај потребата да се обезбедат тие докази од Facebook е неопходно, токму со цел да се тврди кое лице, кој профил го користи и под кое име. За да може да се даде едно адекватно поврзување на сторителот, користењето на профилот и действијата кои што ги користи и ги превзема токму преку овој профил насочени кон една жртва. Една порака до сите оние кои што ги користат социјалните мрежи, не сте безбедни, дури да имате лажни име и лажна фотографија, лесно може се дојде до вас доколку го правите ова кривично дело. Сега морам да прашам дали имате информации, дали имате податоци, доколку не е закажување, немој да ми кажете, меѓутоа мој е да прашам. Овие дела, сексуално вознемирување, силување, според праксата ваша се во пораст, во надолна линија, се процесуираат лесно, не се процесуираат, има ли некои бројки? Јас би можела само да излезам со одредени податоци кои што се собрани од Основното јавно обвинителство Скопје, од каде што доаѓам. Обично се тоа податоци кои што се собираат на крајот на една година, една календарска година, во рамките на годишниот извештај. И со оглед на тоа што се овие нови кривични дела, за нив ќе треба време навистина да помине за да евентуално дојдеме до некаков статистички податок, дали се пријавени, дали се во пораст и кои дела. Дали се злоупотребува или навистина? Меѓутоа, по увидот во податоците од годишниот извештај за 2022 година стигнав до податок дека се поднесени пријави 4 само за кривичното дело силување по членот 186, 3 се во процедура, што значи дека се преземаат одредени истражни действија, додека за четвртата пријава донесена е одлука, тоа е јавна обвинителска одлука, решение со кој што е отфрлена пријавата заради недоволен број на докази или недоволно докази со цел да се подкрепат наводите во пријавата. На годишно ниво, само за Скопје, бројката може да значи многу, може да значи и малку, се зависно од тоа каков бил процентот на пријавувања ако правиме една ретроспектива 5 години наназад. Меѓутоа и 4 силувања пријавени се сепак многу за едно подрачје. Најчесто и дел од жените
се чувствуваат виновни, стигматизирани, мислат дека никој нема да ја верува и воопшто не ни пријавуваат. Ги спомнавте, еве едното дело немало доволно докази. Дали можеме со силувањето, имате искуство обвинителке, доколку дојде до физичкиот чин насилување, што треба жената да направи потоа, доколку планира да го пријави сторителот, кои се чекорите што треба да ги направи за да ви олесни вам работата и на полицијата? Лекарски преглед или не знам? Токму така. Не може да се остане само на низиниот исказ, туку е потребно обезбедување и на материјални докази. Навременото пријавување и навременото обезбедување токму на овие материјални докази, лекарскиот преглед, сочувување на местото каде што се случил настанот со цел да се обезбедат дополнителни материјални докази се од круцијално значење за создавање на една солидна основа да се стартува, а понатаму нели да се гради и случајот. Меѓутоа, потешкотиите во тој дел може да се согледаат преку оние практични искуства кои што ги имаме досега. Многу од жените првично се засрамени од чинот и заради тоа и не го пријавуваат навреме или го пријавуваат многу подоцна, откако ќе помине она првично травматско чувство, а тогаш некои од доказите неповратно се изгубени. Тоа е една од главните пречки. Втората пречка, веќе ја споменавте вие, тоа е стигмата, стигматизацијата, која што особено е, да речеме, пречка и проблем кај жените во помалите места. Тие се веќе, ако го пријават настанот, ако излезе тој настан понатаму, живосани за цел живот. Така што многу од жртвите токму тргнувајќи од овие веќе дефинирани пречки, ако не и пречката од психолошки аспект дека се самите виновни за настанот, можеби и самите го предизвикале, тоа е во психологијата позната како таква една состојба со која што дополнително жртвите подоцна се соочуваат и затоа и не го пријавуваат настанот, создаваат сепак една потешкотија, меѓутоа тоа не треба да биде воопшто обесхрабрувачко, баш напротив, еве ова е повод и причина да зборуваме и да ги охрабриме за секој случај дека е нешто што може секому да се случи, нема ништо страшно во тоа и дека е должна таа жртва, ако ништо друго заради не само собствена заштита, туку и заштита на идните жртви, настанот да го пријави. Токму така. Секој некој што ќе се однесува со вас непристојно, тоа не го прави само со вас, го прави веројатно и со многу други, можеби и со девојчиња кои што не би можеле да се одбранат како што вие сте се одбраниле. Апел еве еден сите жени да пријават, да бидеме гласни и да се надеваме дека така ќе можеме да ги замолчиме насилниците ако ништо друго. Силно да се каже не. Силно да се каже не, така јасно и гласно. Да. Ви благодарам многу што бевте во студиото на А1. Се надевам дека упативме јасна порака, јас ќе упатам уште еднаш, доколку сте вулгарни и непристојни на Facebook, испраќате фотографии, сите социјални мрежи, испраќате фотографии, недолични пораки, од сега, од петокот па навака, за ова дело може да одговарате кривично. И во Македонија сексуалното злоставување е кривично дело. Демнењето, кое што не беше регулирано до вчера во Македонија, буквално форсирање на контакт, доколку жртвата не сака контакт со вас, и тоа може да ве чини кривична пријава и да одите во затвор. Обвинителството во Република Македонија е сериозно, овие работи ќе ги земете во предвид. Јас се надевам дека ќе не информирате навремено да видиме што сме постигнале со овие дела во смисла дали имаме зголемено пријавување, дали можеби со тек на време ќе почне да се намалува број, дали превентивно ќе делуваме. Ви благодарам што бевте во студиото. Благодарам и вам. Останете за сите вести на a1.mk за да бидете први информирани. Пријатно.